Владата не им дозволува на општините да формираат локални јавни предпријатија, друштва со ограничена одговорност или акционерски друштва за вршење дејност од јавен интерес, јавно осветлување. Одлуката е донесена на последната владина седница, а во истата како образложение стои. Ова одлука е донесена поради тоа што сознанијата велат дека општините основале јавни предпријатија или дејности јавно осветлување или ја доделиле на постоечките јавни предпријатија. Целта е да се спречат злоупотреби и манипулации при обезбедување на универзална услуга на пазарот на електрична енергија. Стои во владиното образложение, за да се избегнат високите сметки на слободниот пазар и да се префрлат на регулираниот, постапката за формирање на вакво јавно предпријатие прв во регионот ја започна Кочани, пошто примерот го следеа и неколку други општини. Што сега владината одлука ќе значи за нив? За да се донесе таква одлука, навистина треба да се промени законот, се со цел да биде во насока на она што го кажа премиерот. Меѓутоа, општините постапуваат согласно закон и овде не гледам причина да се менува кога е во насока на поддршка на јавните предпријатија, во поддршка на општините и на крајните корисници, а тоа се граѓаните во Република Македонија. Инаку, сумите за улично осветлување на општините на годишно ниво се движеа од 1,4 милиони денари во Карбинци до 21 милион денари во Штип. По енормното покачување на цените на слободниот пазар, овие цени се за 5 до 6 пати покачени. Илустративно, вообичаената месечна сметка за улично на општина Карбинци е околу 100.000 до 120.000 денари, додека последната сметка за септември е со износот од 650.000 денари.